почитувам председателя на Советот на општина Кочани, почитувани членови на Советот, почитувани представници на општинската администрација и на медиумите. Цените граѓани, 2 месеца по доаѓањето на првата позиција во општината, обврска, но и задоволство ми е да се обратам на Советот, а едновремено и на јавноста информирајќи ја за работењето во овој краток период. Сосема нормално е конституирањето на новата локална власт да донесе промени во начинот на поставувањето на работите што се однесуваат до јавниот интерес и од локално значење. Првиот потек што мораше да се направи е ребалансот на буџетот. Поради фактите што произлегува од финансиската анализа на буџетот што го затекнавме на крајот од октомври. За жал, се соочивме со огромни долгови на училиштата и несредени состојби во образованието. Со многу напор постигнавме договор со економскиот оператор за превоз на ученици и успеавме краткорочно да подмириме дел од долгот и да одблокираме едно училиште. Договоривме динамика за натамошно исплаќање на долговите. Тешкотиите во работењето доаѓаат и од долговите од кредитите, неисплатените позајмици од централниот буџет. Сепак, со домакинско работење, убеден сум дека работите можат да појдат на подобро. Решавањето на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје е уште едно од прашањата што граѓаните со нетрпение го очекуваат. Постапката за измена на режимот ја работиме со стручни луѓе од МВР, полициска станица Кочани и со надлежните за безбедност во сообраќајот. Најновата вест по ова прашање е што добивме согласност од СВР Кочани, односно СВР Штип, за измена на режимот на улиците Теодосије Паунов и Кејн на Револуцијата. Со тоа, на потекот од мостот кај шопинг центарот до кружниот тек, сообраќајот ќе се одвива двонасочно, а кружниот тек целосно ќе профункционира во вистинска смисла од утре 28.12. Од капиталните проекти што се во тек, продолживме со градбата на пречистената станица, како значаен капитален објект што го реализираме со донација од владата на Швајцарија, со која граѓаните ќе бидат во можност да добијат услуга за пречистување на отпадните води. На задоволство на сите вклучени страни, активностите напредуваат во планирана динамика, а тимот, составен од швајцарски и од локални експерти, работи на општото добро на луѓето од овој регион. Во однос на капиталните проекти сакам да истакнам дека се создадени сите предуслови за издавање на градежна дозвола и брзо отпочнување на градба на браната Речани, за што водиме разговори со владата на Република Македонија и од каде што очекуваме позитивен одговор. Во пресред на зимата посветивме внимание на значајни инфраструктурни проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. Како пример ќе ја посочиме улицата Кирил и Методиј во Кочани, за која применивме привремено решение за тампонирање, а до година најавуваме реализација на проект за асфалтирање. Со поддршка од Агенцијата за државни патишта на краткорочни неасфалтирани улици во Оризари поставивме гребан асфалт во должина од околу 1 километар. Градежната механизација работеше и на рачистувањето и редување на десниот кеј на Масалница, каде што исто така се изврши тампонирање. Бетониравме и неколку патики и фреквентни локации во Оризари, што значи значително го подобруваме состојбите во патната инфраструктура. Изминатиот период воспоставивме контакт со Фудбалската федерација на Македонија. На повидок се инвестиции во инфраструктурата и во одржувањето, што ќе го подигнат нивото на стадионот за одигрување на помали меѓународни надпревари. Меѓународната соработка е начин да ги користиме можностите на нашите збратимени и пријателски општини за пристап до европските фондови и соработка со меѓународни институции. На овој начин обезбедивме донација за проект за детска градинка и одговоривме на повикот од владата за поддршка во изградба на вакви установи во локалните средини. Ке настојуваме овој пример за донации да го практикуваме и понатаму, со што ќе придонесеме за кратење на трошоците и забрзување на процедурите. Од друга страна, наша цел е да ги поттикнеме економските оператори кои преку јавни набавки користат средства од буџетот на општината, да промовираат општествена одговорност. Немам навика да зборувам за резултати што не зависат целосно од нас, но се надевам на видливи резултати и на овој план. Во иднина, за поголемата ефикасност во работењето, нашата тенденција е да ги искористиме правото на делегирање одредени работи од јавен интерес и на други правни и физички лица. Важна ни е соработката со граѓанскиот сектор преку граѓанска иницијатива.
Начин на кој ќе биде истакнато правото на граѓаните да му предложат на Советот да донесе некоја одлука или акт за решавање на одредено прашање. Почитувани, неодамна го потпишав решението со кое Андреј Киров го именував за вршител на должноста директор на јавното предпријатие Водовод. Киров ќе раководи со комуналното предпријатие до именување на директор по распишаниот конкурс најмногу 6 месеци. На распишаниот јавен конкурс за избор на директор на Водовод во ноември оваа година не беше избран директор затоа што кандидатите не ги исполнуваат условите. Всушност, кадровските прашања се прилично жешка тема, околу која се поврзуваат различни квалификации за мене како актуелен градоначалник. Сметам дека треба да останеме доследни на законската регулатива, затоа што секоја инстант смена на раководни позиции во општината нема да помогне во решавањето на горливите проблеми на граѓаните што ги мачат и единицата на локална самоуправа. Моите ставови и принципи во работењето се познати. Предпочитам квалитет, професионалност, стручност и човечност. Доста су популизам, ситни задоволства и градење среќа на туѓа несреќа. Вистинските резултати и подобрувањето на квалитетот на живењето ќе дојдат со реализација на убави проекти од кои придобивки ќе имат што поголема целна група на граѓани во општината и пошироко. Во ова пригода сакам да истакнам и моментот на одговорноста што се бара да ја спроведам за некои лица за нивните пропусти во работењето. Нашето действување во таа насока е дека нема да толерираме неодговорност и работење против интересите на граѓаните. Ние како општина во континуитет преземаме мерки што се потребни секој да одговара за своите постапки. Едно е јасно, за да се реализира тоа потребни се и време и дејства на соодветни органи и институции. Верувам и ја сакам правдата. На нејзина страна сум. Во тоа не сакам никој ни да се сомнева. Нема да штитам никој што работел незаконски и против интересите на граѓаните. Ќе работам во насока на законот и правдата секогаш да биде во сила. Почитувани сограѓани, во 2017 година ќе биде запаметена по тоа што вие, граѓаните на Кочани, со резултатите од локалните избори покажавте огромна поддршка за развојот на демократските процеси. Сакам да потсетам дека од изборите излеговме со повисока култура и изградена свест. Наша цел е со заедничко настојување да ја дадеме шанса на сите сериозни потези и наумни и вредни кадри кои со честно, одговорно, стручно и законско работење ќе предонесат да бидеме успешна општина. Настојувањата за подобрување на стандардот на живењето и надминување на политичките, етничките или други разлики е интересот на граѓани, повисок квалитет на живење и поубава иднина на луѓето во нашите определби. Отворени сме за диалог, демократски потези, соработка, заради подобра иднина на нашата заедница. Почитувајќи ги принципите на отвореност, отчесност и самоодговорност, ќе настојуваме да градиме транспарентна, одговорна и ефикасна локална власт на која задоволните граѓани им се на прво место. Нека ни е срекна новата 2018 година.